искрено би сакал вашето присуство како представници на медиумите да го искористам како дополнителен елемент на совест во состојбата која што имаме во Собранието на Република Македонија, од аспект дека нас се поочигледно ни станува дека има тенденција на воведување на Собранието во некаков нов инцидент. Тоа се случи пред 2 дена, кога последен пат имавме седница. Тоа на некој начин се случи и денеска со провокациите кои што беа присутни внатре во салата, и од страна господинот Џафери, и од страна на други пратеници, при што господинот Џафери воопшто не реагираше. И би сакал да го искористам вашето присуство, да апелирам повторно, по не знам кој пат, да се доведе под ред работата на Собранието во смисла на почитување на деловник, почитување на закон и почитување на устав. Ништо повеќе. Значи, она што е право на пратениците треба да е право на пратениците, она што е обврска на пратениците треба да е обврска на пратениците. Заради тоа што ако во овој дом не може да се зборува слободно, во најголем степен онака како што дозволува деловникот, не знам каде би можело надвор од Собранието. Во исто време, ако овдека во овој дом не се почитуваат законите, не знам како ние ќе бараме од граѓаните на Република Македонија да ги почитуваат другите закони. Затоа апелирам до господинот Џафери да си ја спушти својата нервоза, која што е се поочигледно присутна. Го разбираме, средина на август може би имал поинакви планови за овој месец, доведен е во ситуација да работи секојдневно, но обврската на сите нас е да бидеме и прибрани, и пристојни, и коректни, и да се трудиме да не дојдеме до ситуација на било какви инциденти или провокации во Собранието. Затоа велам уште еднаш, го користам присуството на толков број на представници на медиумите да го упатам тој апел и до господинот Џафери и до представниците на мнозинство. Благодарам.